Денеска во хотелско-туристичкото училиште Лазар Танев во Скопје беше промовирана иницијативата Часови за готвење Slow Food, во која во периодот од декември до март ќе бидат реализирани 5 часови за готвење, секој со време траење од 180 минути. Ова иницијатива ќе се имплементира во соработка со Сдруженијето за социјални иновации АРНО во партнерство со Slow Food Водно и училиштето Лазар Танев. За присуство на часот по готвење, заинтересираните ќе треба да си купат ваучер кој чини 1200 денари, а средствата од продажбата на ваучерите ќе бидат реинвестирани во учениците готвачи. Она што е важно е дека максимум учесници на секој час може да се пријават до 10, а ваучерите за секој час ќе можат да се купат преку купи карти за се. Додека пак на нашата страница, веб страница kulinari.mk заинтересираните ќе може да дознаат за секој час поодделно нешто повеќе. Организаторите овој проект го посочуваат како пример на широко партнерство и платформа во која сите вклучени страни имаат бенефит, односно стручното образование за кое во последните неколку години губат интерес средношколците, го подобрува својот углед. Учениците добиваат дополнителни обуки од докажани готвачи. Готвачите добиваат промоција, а организациите одржливост. Инспирацијата за проектот постои што од многу одамна. Ние во 2013 се основавме токму по инспирација од Джейми Оливер и неговиот ресторан 15, кој што е социјално предпријатие. Се вративме во Македонија, меѓутоа свативме дека да се отвори ресторан е преамбициозно за нас. И затоа во 2015 веќе организиравме едни часови за готвење кои што имаа помодерен концепт, меѓутоа се одлучивме да аплицираме оваа година за поддршка и ја добивме благодарност до донаторите Connect, кои што преку нивниот проект Промени за одржливост финансиран од Европската унија, всушност и помогнаа сето ова да се случи денес. Разликата од часовите за готвење во 2015 и оние што ги нудиме сега на пазарот на труд е во тоа што, како што кажавте сами, сега пробуваме да го интегрираме slow food концептот. Зошто го правиме ова? Затоа што од една страна ние како граѓанска организација исто така ја поддржуваме локалната економија, локалните поддржувачи, меѓутоа сакаме и самите ученици кои што ќе се јават како асистенти на часовите, кои што се готвачи од ова училиште и се идните шефови во Македонија, сакаме да се запознаат со важноста на овој концепт и ета така заедно со партнерски со невладината организација Slow Food ја создадовме програмата и ја нудиме на пазарот. Василка Димитровска од Slow Food Водно вели дека стремежите на организацијата Slow Food се да се промовираат локалните производи и да се намали транспортот на храна од далечни земји, со што би се намалиле трошоците и загадувањето. Идејата е да се приготвуваат старите рецепти, но со нова и модерна декорација. Основната разлика помеѓу fast food и slow food не е само во времето на приготвување. Нешто за кратко време се приготвува, а slow food ко нешто долго време се приготвува. Разликата е во уживањето, во приготвувањето, во уживањето, во консумирањето и во благодетот кој што потоа го чувствуваме. Тоа е slow food. Значи да се ужива додека се јаде, да не се седи пред телевизори, да се џвака, да не се седи со наведнати стомаци, туку да се седи на трпеза, да биде поставена трпезата семејно, да се заштити традицијата, она нешто што ние некогаш постојано го имавме во нашите домови, во 3 сат сите на руч. Нивното искуство сегашно, кое што го стекнуваат со развој на нови технологии во гастрономијата, ќе овозможат се она што било традиција, малку да го изобличат, да го направат модерно, меѓутоа вкусот и мирисот да не потсетува на бабите наши. Готвачите кои ќе бидат вклучени во проектот ќе работат на различни теми, и тоа сирење на трпеза, тркало на сезоните, месеници од тефтерот на баба, протеински растенија и риби од нашите води. Дали може за 1 час или за овие 10 часа да се научи да се готви? Може да се научи, секако дека може да се научи. Може, не може све да се научи, али повеќето може да се научат техники, вредностите на јадењето и начинот на работа. Кои се позаинтересирани? Еве, досега слушнав дека се веќе продадени часовите. Имате ли некоја информација, мажите или жените сакаат повеќе да готват? Па да ви кажам наискрено, мислам дека мажите. Прво е многу важно да се осети нели енергијата со храната, допирот на самата личност со намирниците,
да се осети тој момент, да се изработи со многу љубов и секако со наша помош да научат нови техники во изработување на нешто традиционално, но сепак помодерно. Еднава се вика slow food, другава храна се вика fast food. Навистина ли е потребно толку многу време за да се подготви, па затоа ја викаме slow food? Има работи кои се навистина малку позахтевни и потребно е повеќе време, меѓутоа постојат сепак и јадења кои се приготвуваат побрзо, меѓутоа се на таков начин се изработуваат на природен начин, се користат локални производи. Сепак ние овде се бориме за да ги зачуваме, нели, локалните производи и да продолжиме и понатаму да го пренесуваме тоа на идните генерации. Јас ќе готвам тргалото на сезоните, таму ќе користам намирници кои што се сега во сезоната. Ќе подготвам десерт со костени и сармички на паре. Асистенти на часовите по готвење ќе бидат учениците од готварската струка во училиштето Лазар Танев. Директорот на училиштето, Зоран Николовски, истакна дека реализацијата на часовите по готвење во кујната на училиштето представува промоција на самото училиште и на готварската струка, која е една од најплатените на пазарот на трудот во Македонија. Сето ова го збогатува и нашиот воспитно-образовен процес, бидејќи кога нешто се случува во нашето училиште, тогаш тоа е предмет на пропаганда, на реклама, на промоција на нашите занимања кои што се далеку дефицитарни и барани на пазарот на трудот, не само во Република Македонија, туку и пошироко. Како ќе бидат вклучени учениците во целиот овој процес? Тие ќе бидат прво асистенти на овие големи готвачи, што ќе готват, меѓутоа и тие можат да учествуваат индиректно преку следење на овие часови, но потоа и преку дисеминацијата која што ќе им ја направат големите шефови во текот на нивните подготовки и после тоа. Овој проект главен акцент става на продажбата на часови за готвење, но има и поголеми предприемачки амбиции, како тимбилдинг активности за компаниите и организирање на кулинарски туристички тури.